Да, сега баш доруваме од кога не си ми дошла. Ама ти имало, значи, оваа година. Да. Маја Дукова ни е во студиото. Јас, веројатно, и од самиот старт на емисијата, секогаш со позитивни емоции, кога Маја ми е во кујната, знам дека ќе биде разиграно, весело. Во боите на пролета, зелената боја доминира, бидејќи сум сведок и јас и ти и многу други од луѓето кои што патуваа изминативе денови и ја истражуваат нашата приубава Македонија, се беше некако зелено, убаво, пролетно, расцветано. Така што мислам дека тоа е едно посебно доживување кое што може дополнително да ни инспирира и во кујната. Добро ми дојде, Маја. Добро утро. Драго ми е што сум повторно тука како дома секогаш. Благодарам на поканата, да направиме нешто свежо за овој понеделник да започне неделата зелено. Да, јас сега ќе им откриме на гледачите, идејата е до некаде моја, но се најдовме заеднички во истата, заради тоа што ти си позната по правењето на салати и секогаш некако алудираш и ги мотивираш луѓето, им пренесуваш дека барем во денот мора да имаат салата со оброкот или тоа нека биде салата оброк. Заради важноста ќе зборуваме секако во текот на разговорот, но идејата денеска ни е да кажеме дека пролета изобилува со многу намирници. И сите тие во прекрасни, природни, убави бои, и сите тие можете да ги искомбинирате така добро и да си направите една преубава, привкусна салата. А нас, идејата за денес, кога имаме салата, не ни е нели без причина, заради тоа што викендот кој што е зад нас, многу од луѓето го поминаа нели во изобилие од храна. И тоа е така некако, нели, нема да критикуваме, но е нешто што го, да речеме, до некаде традиција во нашата земја. Но еве сега од понеделник, бидејќи многу работи стартуваат од понеделник, како да си го изчистиме организмот, како да внесеме една свежина која што со сите овие намирници има бројни бенефити на здравјето. Па Маја, како го помина викендот? Јас викендот не го поминав на оној традиционален начин. И мислам дека се повеќе има такви луѓе. Не се пронаоѓам во тој пикник дел за јадење, дека тоа е моментот кога треба да се изеде се, иако не осудувам кој како ќе си одлучи. Така е. Јас го поминав истражувајќи ја нашата држава. Баш денот на празникот бев на кањонот Камник, за многумина малку познат, меѓутоа едно скриено богатство кое што не е многу искомерцијализирано, меѓутоа достапно само за оние кои ќе се помачат за да стасат до него, јас би рекла. Тоа е едно богатство кое што... За луѓето кои што сакаат вистински адреналин, барем она јас што го гледав по твоите социјални мрежи, можеме да кажеме дека може да го посетат профилот на Маја Дукова, каде што имате многу авантури од Македонија. И баш буквално да го доживеат во целост тоа адреналинско истражување на нашата Македонија. Значи, уште еднаш да кажеме за каков предел станува збор, кањон во прашање. Нетипичен за нас, неоткриен, стар, не премногу истражен и баш така се почестив да си докажам дека можам нешто друго. Јас првпат се качував по карпи, фаќање тоа. Види, едно време не се качуваше ни во зимски услови, но никогаш не вели никогаш, да, излегувањето од комфортната зона на функционирање е многу голем напредок за секој човек. Тоа е таа преобразба што си ја правиме кога даваме шанси и дека никогаш не можеме да кажеме никогаш, меѓутоа навистина бев задоволна од себе, си докажав дека нешто плюс можам, а плюс уживав во таа прекрасна убавина, затоа што јас на тој кањон имав еден неуспешен обид пред некои 7 години, кога отидовме онака авантуристи друштво од 5-6 луѓе во едно летно време со 50 степени надвор и тргнавме онака од што имавме читано дека може да биде еднодневна екскурзија за луѓето, меѓутоа не одете сами, не одете без некој што не го познава теренот, што и се откажавме заради тоа што тоа беше многу погрешна одлука. Но овој пат со вистинска екипа, со планинарското друштво Петрикор повторно, отидов и прекрасни луѓе, си подававме рака цело време еден на друг, на кој кога му е потребна помош за истото. Меѓутоа и кањонот го дочекавме во една таква прекрасна убавина, како што рече периодов Македонија е зелена, така и кањонов, затоа што тој е различен во различен период од годината. А сега баш во пролетва беше зелено, со вода, со сеа. Верувам дека кога би се отишло август или јули, како што имавме ние неуспешен обид, тогаш би бил, мада пак и тогаш би имало убавина, ама поинаква боја, поинаква еуфорија. Пролета си е пролет. Баш. Имаме пролета денес. Тука.
на маса. Да, и темата, ако може да ни биде испишана како што ни е во сценарио, пролет во чинија, салати полни со свежи сезонски намирници. Тоа ни е денес идејата која што сакаме да им ја пренесеме на гледачите. Без разлика дали деновиве сте конзумирале малку повеќе од дозволеното или не. Не заборавајте дека секогаш салатите треба да бидат можеби и број 1 од оброците кои што треба да ги внесете во текот на денот. И Маја, може да започнеме. Не знам што ти е идејата, но како и да е, мислам дека салата во било која варијанта може да направи детокс на организмот, така? Баш така. Јас би рекла дека како што беше на пример овој викенд, да речеме период кога луѓето си дозволиле да јадат нешто дополнително што досега не го јаделе, не би требало да се казнуваат себе си, да кажат, леле, јас овој викенд јадев многу, сега ќе се казнувам и ќе гладувам. Нашето тело не функционира на основа казна и награда. Тоа е многу погрешен мајндсет кој луѓето го има, туку баш напротив, не треба да се казнуваме и не знам сега наредниве денови ќе пијам само вода затоа што морам да се издетоксирам. Не можеме така да го детоксираме телото. Мораме да одиме, на пример, не знам, после таков викенд да движиме, меѓутоа не за да се казнуваме, туку за постепено да си ја вратиме физичката активност на телото и да можеме да продолжиме да функционираме. Да јадеме, меѓутоа мали оброци полни со влакна и со нутритивни вредности, кои што ќе ни помогнат за непречено функционирање. Ние си го имаме црниот дроб за таков детокс. Нема потреба да даваме дополнителен детокс, кој што ние сме одлучиле дека треба да се казнуваме. Така. Токму затоа ја одбравме оваа салата, која што е одлична за периодов, мешавина од состојки и како што рековме, никогаш не вели никогаш, во салатава имаме јагоди. Да, јас во многу наврати тука во кујната сме биле сведоци на различни комбинации кои што навидом понекогаш ни изгледале можеби и невозможни. И јаболко се става во салата, токму и така. Други овошја. Да. Така што со оглед на тоа што периодов ги имаме јагодите, греота е да не се искористат. И веќе се оние, мислам, вкусните. Баш, а не оние што... Да, не оние од пред некој време кои што беа без вкус, тврди како некои краставици. Без вкус, да, баш. Па да, дури не беа ни со вкусна краставица, краставицата барем е вкусна. Сега ги имаме оние убавите, вкусните јагоди и можеме да дадеме бројни комбинации за тоа како можете јагодите да ги комбинирате во вашата секојдневна исхрана, но ако досега не сте ги ставиле во салата, еве ви причина плюс денес да го направите тоа и да излезете од комфортната зона или на функционирање и конзумирање храна и да видите зошто има убавина и во таква една пролетна салата со јагоди. Баш. И не само јагоди, значи мислам дека нашиот колега баш долови што си имаме на трпезата, имаме зелена салата, имаме рукола. Имаме рукола, мешана секогаш салата. Секогаш знаеш да ме погодиш, јас обожавам рукола. Имаме авокадо и колку убаво изгледа, мислам, дали можеме вака се да доловиме зеленилото на нашата трпеза. Имаме јагоди, имаме наут, имаме ореви, имаме сиренце. Баш така, фета, имаме сенф, засладувач од дурми и тоа е тоа. Моментот е... Јас мислев дека е балсамико. Не, балсамикото е дополнително. Добро, значи, добро е се и јас излезам од комфортна зона, салата со засладувач од дурми. Добро, ајде преземе. Моментот е при формирање на салата, која што нели како што веќе рече е мој заштитен знак, или салата или бомбици, јас би рекла. Тие се двете кои ме отсликуваат. Мораме внимателно да ги бираме состојките, затоа што салатата не е само трева која што ќе ја изедеш и за половина час ќе ти се прејаде. Меѓутоа, мораме да бидеме внимателни во изборот кој што го правиме. Така што, најпрво ни е потребна база, која што ќе биде, еве како што е во случајов, зеленило од мешана салата и од рукола. Добре. Мораме да внимаваме да имаме нутритивни состојки од типот на влакна, здрави масти, како и протеини. Во ситуацијава имаме протеинот ни е наутот, кој што е вегетаријански или не од животинско потекло протеин, имаме здрави влакна и здрави масти од сирење, фета и подпечени оревчиња. И на тој начин ми се допаѓа, извини, секогаш ми ги носиш подпечени. Знам јас ти што сакаш. Ама не само тоа, треба да им кажем и на гледачите, иако сме кажале во неколку наврати, но ете оние кои што пропуштиле, кога ќе си ги подпечете и сончогледот, и семките од тиква, и сусамот, и јатките, други оревите во конкретниот случај,
поинаков шмек имаат, Не и мора- поинаков вкус додаваат на салатата или на оброкот кој што го конзумирате. Не мора да се додава многу сол, да речеме, ама мислам не мора воопшто да се додава сол, туку може само да се потпечат. А околу организација на тоа, на пример, како што многу пати на мојата социјална мрежа на Let's Cook Delights, каде што ги споделувам. Да, ова е малку интересно, извини, пак те прекинувам. Аха. На Маја Дукова промовираш Истражија Македонија, А на другава? а на Let's Cook Delights промовираш Па така и започнав преубави всушност. рецепти. И тоа е еден добар спој, добар микс, затоа што на планина или на добра тура, и на било каква тура, не се оди без добра планирани храна. оброци и да, баш. Така и започнав да ги мешам работите. Да ги поделам Да ги ствари. надополнуваш. Да. Првично започнав со својата исхрана и некако ми немаше смисла да биде сето тоа на едно место. Физичката активност, па решив да биде друг профил каде што ќе биде мотивација и инспирација за исхрана. Така да на Let's Cook Delights здрави рецепти и вистинска нутритивна вредност за доброци, а на Маја Дукова спортски активности, откривање на нови места во и надвор од Македонија, меѓутоа најчесто во Македонија, затоа што викендите најчесто ги А трошам и за затоа тоа. што Македонија ни е преубава и вреди жалосно да биде, е ако да. не ја откриваме. Баш Кој место вака ти оставило најмногу впечаток? Леле, не можам да Не издвојам. можеш да издвоиш? Не можам да издвојам затоа што секогаш каде и да се замине е како Да, е посебно леле доживување, види го да. ова, па зависи од Имаш периодот право, не ми кога беше ќе се соодветно види. прашањево, затоа што на Не мо- вистина имаме, на природата ни вистина, е, да. ни е прекрасна. И мораме да ја чуваме, промовираме. Јас многу често сум поборник на моите социјални мрежи за тоа, затоа што изобилуваме со убавина, не секогаш треба да излеземе надвор од Македонија за да си поминеме убаво. Напротив, Така е. полни сме со убавини кои за жал многу малку и ги чуваме. А Така потребно е. е дополнително повеќе грижа, на нас треба странците да ни кажат дека сме богати со нешто. Ама се надевам дека инспирирам, мада тоа и го гледам на социјалните мрежи затоа што добивам фидбек од следачите дека се инспирирани за нови места да ги истражат и да ги посетат. Да се инспирирани да си прават салати вакви комбинации, микс. Тоа многу често го кажувам дека добивам во пораки од многу од следачите, јадам салата, се сетив на тебе. Да, јадев, зошто денес не ме прашуваш дали јадев салата? Еве, денес ја изедов мојата салата. Така да скроз Одлично. како траума сум им на луѓето. Позитивна. Позитивна, да. Потсетник, Маја, не Дефинитивно. траума. Потсетник е подобриот збор. Еве Да. ги јагудите кои што ги ставаме во салатата. Мора вака да прикажеме колку многу убаво изгледа, изобилство од бои и вкусови. Да, дефинитивно нешто што треба да си го направите. Да. Добро, што имаме уште? Авокадото го ставивме или не? Не, еве, Добро, тука уште за авокадото, кратко. потоа правиме веројатно дресинг. Да. И до некаде сме и при крај, нели, со рецептот. Така да ова може да биде салата за на работа за утре, да речеме. Ако некој е во дилема што да си земе, може да си ја подготви салатата од дома, дресингот на страна, Да. за да не се омекне. И секогаш може да биде салатата опција за храна за јадење за на работа. Како не? А да не и биде. кога одиме и на планина? Да, што го јас многу јаствуваш? често си Во подготвувам. тегла ќе го Да. ставиш, претпоставувам, Да. овој дел, во... Си имам посебно вакво за салата. И Добро, плюс на веќе си страна, одлично нели, опремена. ултра про. Но ете и за тие кои што се почетници, има начин, да, апсолутно. Да, а во тегличка или мада пластично не Да, не да преферирам, избегнуваме да. пластика. Баш. Но има начин да понесете и салата доколку заминувате некаде на планина, на некаква тура, одите на викенд со семејството на еден ден, има начин и салата. Се може, ако салатата се сака, да се само- спакува за носење. Сега ова колку е зрело, ама мислам дека е добро. Многу убаво изгледа, сега не знам, има ќе со ножот ако е помине. тврдо. Ќе Да не помине. направиме некоја беја, но во принцип уште Ќе авокадото го додаваме. Не мора и цело, чисто да им Да, половина ќе. нели дадеме до знање на гледачите, бидејќи сме некаде при крај со времето. Сакаш да ти помогнам во однос на дресингот? Па еве готово е. Ајде, не се. Еве. Јас ќе бидам Еве готово е. конзументот, дегустаторот на салатата. Здрави мастив, еве во овој случај одбравме тоа да биде авокадото. Авокадо. Сега во дресингот никогаш немојте да се плашите да експериментирате и да додавате од овие сладуњасти вкусови,
во ситуацијава имаме нели засладувач, сенф, а засладувачот може да биде по желба. Еве малце маслиново масло. Добро. Многу малце да ти кажам, јас изгледа претирувам со маслиновото. Па, знаеш, пак и на маслото си пишува дека Да. а имаме и дополнителни масти. Сепак да се разбереме, тоа што Да не е здраво, претеруваме. не значи дека треба да се конзумира во Да. огромни количини. И балсамиков, што е ова? Балсамиков? Ова е балсамико, мојов е во случајов со вкус на портокал, меѓутоа може од било каков со било каков додаток да биде. Добро, и ова е сирупот од дурми, затоа Да. што јас мислев дека е балсамикот. Добро. Да. Не мора да биде сироп од дурми, може да биде Може мед. агаве, може мед, може Добро, но преферираш да ставиме некоја таква да, сладуњаста. блага варијанта, малку? Дава на вистина убав Поинаков шмек, се баш. согласувам. Мислам, не сум пробала, а на Иве ова ќе ми биде денес Можеме можност дури уште да го малце. направам тоа. Како? Може и уште малку да додадам од сиропот. Добро, ајде во интерес на времето, ќе го Ајде, ставиме да. вака. Дали сакаш да ја сервираме во друга Да. здела? Да, пак ја префртиме. Колку убаво мириса. Можеме вака. Чисто да им прикажеме на гледачите, бидејќи мислам ти Еве требаше да нешто? земам уште една лажица. Ај може и со Може со тоа. Добро. да ставиме од се од мешавината Добро. и за да потоа измешаме. Колку убаво изгледа. Боите се прекрасни. Боите се баш пролет во чинија, како што Дефинитивно. ни е насловен овој денешен оброк. Искористете го овошјето и зеленчукот што го имаме, затоа што Да, и ние не се плашете да комбинирате. Ние сме почестени што живееме во земја која што може. Која што има континентална клима и ни е богата со се од овошје и зеленчук и греота е да ни ги искористиме. Мислам дека е доволно, ќе оставиме дресингот. Јас едва чекам да дојде 10 и да јадам. За да започнеш да се приклучиш. Да конзумирам. Тоа е тоа. Да, Се многу се убаво меша. мириса. Да. Овој дресинг го ставате нели во големата количина, ние сега чисто колку случајов, да да. ви прикажеме, но не се сомневајте во вкусот, во мирисот кој што оваа салата ја прави да биде вистински оброк за денеска. Ако не за денес, набавете си јагоди. Во наред, да, и да. сите овие намирници кои што ги користевме, за дел од нив можете да користите и замена и направете си оваа салата задолжително барем во некој од наредните денови. Маја, следен план за тура имаш или Па не, тоа се отом одредува потом, четврток, петок? Зависи од временските услови, да, некаде кон средината на неделата се знае каде ќе се замине, да. Да, но во секој случај да бидеме пример дека треба да си истражуваме Македонија, да си ја сакаме, да не ја загадуваме, да си ја чуваме и да ја истражуваме, бидејќи Баш на така. вистина ни е преубава. Ти благодарам за секогаш за убавиот разговор, но и за убавиот рецепт кој што и ова утро ни го сподели на Телма телевизија. Ви благодарам ако не проследивте и се надевам дека ќе си го направите овој денешен оброк, поточно оваа денешна пролетна салата. Останете на Телма.